каде најповеќе замерка наоѓавте на вашата претходничка? Па вака, да, бев работен додека не отидов во град Скопје како секретар, потоа нели таков беше моделот, ама повторно за година и половина се вратив во министерството, точно. Вака забелешки имав многу, значи ние сме буквално колеги, нели, она подекнува од тој ресор долги години. Така да забелешки имам многу поднос на самото работење во министерството, односно како истото функционирало, затоа што таму се вака поставени принципите, нели, на администрацијата, каде што се знае дека секторите се тие кои што ги водат ресорно, нели, политиките. Буквално менаџментот, односно министерот треба да биде тој кој што треба да ги турка, нели, процесите во вистински правеци согласно потребите на доле на корисниците и слично. Така да имаше вака ситуација на која после години по кога сум се вратил како и технички министер кога се вратив, да има една ситуација каде што буквално одредени сектори ниту функционираат, зборам, ниту има одредени задолженија, ниту бија во текст со законските, подзаконските и другите, нели, процеси кои што се одвиваат во тој ресор. Така да ете таква некоја слика која што не треба да биде, нели, како слика во самото министерство, меѓутоа можно со овие 60 на дена да самите сектори буквално да ги ставиме во функција повторно, да бидат активни и да можат да си сработат својата работа за што се платени. Добро, успеавте да ги ставите во функција или наидовте некаква можеби блокада од страна на вработените или одредени сектори? Па видите, ја ги сметам внатрешните вработени ги сметам за наистина професионалци, луѓе кои што дел од нив долги години се дел од самиот систем и не гледам дека има одредени пречки во моментот, така да за се што сме побарале, нели, интервенција и мислење од односно нив и да го сработат оној дел кој што теконо, нели, им следи. До сега во овие 60 дена мора да кажам дека теконо се одвиваат работните процеси во самото министерство.